od moj jagol. Mislim, znači postojam. Во време кога владее стресот и нервозните ситуации, важно е прашањето како и на кој начин да се дојде до викенд и опуштање. Всушност, ова и не е најважното, со оглед на тоа што проблемот се проширува од ден во ден. Така, може би е едноставно да се најде начин за релаксирање, но се доаѓа до прашањето колку современиот човек, како таков, даден од Господа, воопшто може да се опушти поради темпото на брзото и стресното живење. Деновите минуваат, животот тече по вообичаениот ред и поредок, а вие сте со првиот сервис на Македонското радио Скопје, што престојува во вашите домови, за да ве поведе кон уште една можност повеќе. Кога станува збор за опуштање, не е лошо да се вклучи и рационалноста во игра. Малку ладнокрвност ќе покаже можност да се излезе накрај и со најжешките проблеми. Никој не сака непријатни изненадувања, а секој сака да има контрола над ситуацијата. Треба да се верува само во тоа што ќе се види со сопствени очи и секако во она што е научно докажано. Сега, кога сме веќе тука, да кажам дека научно е докажано оти одморот му одговара на телото и ако не сте почнале досега да го практикувате во животот, време е да започнете. Во секојдневното лудило на вистина е уметност да се најде начин за одморање од се. Тоа е потребно, ако не се сака на вистина да се заврши во лудница. Денес не се планираат некои посебни обврски кои се нормални во другите работни денови и мозокот едноставно може да се исклучи. Оние што се емотивци имаат многу проблеми со опуштањето. Секоја промена ги сфрла од колосек. Причина за тоа може да е нервозата и нестрпливоста, која од деловен поминала и на домашниот план. Тогаш е тешко да се најде време за опуштање и одмор, а и кога ќе се најде колку толку, седењето во темнина и длабокото размислување не се најдоброто решение. Во реде, ако се сака работа на повеќе проекти, се бара начин за добра заработка на повеќе места, завршница, но со текот на времето уморот го зазема своето место. Тука е дилемата дека во претераното брзање не сте се нашле ниту сте ги постигнале посакуваните и планирани резултати. Одвај се чека сабота, малку време за одмор. Веќе во неделата се враќа мислата дека наредниот ден е понеделник и повторното одење на работа со очување со истите нешта. Звучи нешто познато? Да не биде грешка, сосема е нормално пред крајот на викендот повторно да се почне со размислување за работните задачи. Ова говори пред се за одговорност, за тоа што да се направи, наместо стихијно да се пропаѓа. Проблемот се јавува кога доаѓа до преоптовареност и стресна ситуација. Со ова не се постигнува ништо позитивно, туку само се спречува полнењето на животните батерии. Потребно е само да се знае да се исклучи мозокот кога е пожелно и да се посвети внимание на сопствените потреби. Тука е отвореноста кон новите искуства и постојаната подготвеност да се прошират сознанијата за околината. Некогаш не треба да се биде само на површината, туку треба да се погледне многу подлабоко. Со тоа ќе се свати дека има смисла за работи кои биле скриени и остварување на неочекувани соништа. Ако се прифати правилото дека слатна средина е најдобрата позиција, се поставува и прашањето колку се паметат оние кои ви се замериле и дали тоа некогаш ќе го заборавите. Од една страна, привлечна е осветата заради нанесената неправда на деловен, односно приватен план. Од друга страна пак, треба да се биде во склад со мирната супериорност и воздржувањето од човечката злоба и лутина. Во вистинскиот живот, кога се нанесува зло, а тоа постојано денес се случува, некому на овој, некому на оној начин, треба да се направи обид за заборавање. Нема потреба од трошење и заморување со вишок нешта што постојано ги има и ќе ги има во работната околина и пошироко. Тоа е реалноста од која никогаш не може да се избега.
Треба да се совлада вештината на добрата комуникација, да се бираат зборови во разни пригоди и пред се да се стане добар соговорник и говорник. Треба да се биде и добро информиран и образован. Денес е доволно да се читаат весници, книги, а тука е и брзиот интернет. Слободното движење во различни друштва е воведот за понатаму. Позитивната енергија собрана преку викендот треба да излезе на виделина преку работните денови и примерот е веќе даден. Треба да се има наум дека добар дипломат е вообичаено оној што е оптимист и кога е темно во обкружувањето, што памети и датуми и детали. На крајот, во време на опуштеност и толку потребниот одмор, се е понекогаш, но не и секогаш дозволено. Ако имате прилика и сте расположени за одмор, може да се излезе со пријателите и долго да се остане со нив, гледајќи филмови, смеејќи се и играјќи карти. Може би утре ќе се биде ненаспан, но сонот ќе се надокнади, а поради уживањето што си е допуштено претходно, ќе се биде подобро расположен и нема да се обрнува внимание на стресот. Се изгледа розово и многу поубаво по проведената вечер со пријателите. Тоа што се спиело помалку од вообичаеното не е ништо страшно, а и не е превисока цена за плаќање. Треба максимално да се користи и ужива во сегашноста на дадениот миг. Науката за моралот учи не како да се стане опуштен, туку како да се стане достоен. За да се биде целосно релаксиран, не треба премногу возбуда. За да се има рамнотежа, убавото треба да се сподели. Ненадејно добиеното слободно време обично залудно се губи. Затоа се користи со време и на време. Подобро добар план денес, отколку совршен утре.